Во индустријската зона Караслари ќе се гради нов производен погон. Според дописот кој компанијата го испратила до локалната самоуправа, градежните активности за изградба на објектот треба наскоро да започнат. Според градоначалникот Шадиев, покрај во Караслари, неколку компании веќе градат и во индустријската зона Речани 2. Добив уште едно известување од Костов компанијата дека почиња со градба во индустријската зона Караслари. Тоа значи дека полека си ги вадат документите за градба, почињаат да градат и самите можете да видите на две парцели веќе уречени има одредени активности за градба. Локалната власт очекува голем интерес за отворање нови капацитети и во новата индустријска зона Мамутчева. Истата се простира на површина од 42 хектари. Според Шадиев, во оваа индустријска зона ќе се градат поголеми погони. Изградбата и уредувањето на зоната ќе се изврши со пари од општината, но и од државата. Владата неодамна најави дека на општините им стојат на располагање 180 милиони денари за изградба на потребна инфраструктура во новоформираните индустријски зони. Наваму ќе ни бидат потребни два сегменти, значи поврзување со канализацијниот систем кој што се наоѓа кај населеното место Комарино и секако водоводниот систем, а додека со електричната енергија, знаете дека треба тоа да се има контакт со ЕВН согласно законите и пропозициите, за да може тоа да се заврши. Меѓутоа, оној што е заинтересиран да инвестира, ќе го направи се тоа што треба. Германската компанија Маркарт, која работи во индустријската зона Караслари, најави дека има намера да гради уште еден објект во оваа индустријска зона. Овде свој објект има една домашна компанија, а парцела има и странскиот инвеститор Јапоне.